Секако не е случајно е речено дека детството е најубавиот период од животот на човекот, па така и ја од детството се уште се сеќавам на многу настани, многу детали и сметам дека и кај мене детството е најубавиот период од мојот живот. Се уште не ги заборавам игрите, капењето во реката, чувањето на стоката, непрегледните ливади преполни со стока, шумата низ која што ги чувавме говедата. Потоа детството, кога учествувавме или бевме присутни на изведување на многу обичаи, како обичаите скрсти, да речеме, на Ѓурѓовден, берење на билките, исто така на Ѓурѓовден, обичаите при разни други работи, како например при жетвата, при вршењето, детството во кое што ги запаметив многу по пеењето на многу песни при разни трудови процеси, песните на жетварките, кавалот или гајдата на овчарите и така натака. Сето тоа останало врежано во моето сеќавање. Тука посебно се големиот број народни умотворби што се раскажуваа во доцните вечерни часови, особено во зимскиот период кога рано се стемнува и кога работејќи на домашни работи, да речеме, долго се раскажуваше во ноќта разни приказни. Тогаш како деца тие ги сваќавме како реалност сите фантастични ликови што се јавуваа, сите митолошки суштества за нас беа вистински. Основно училиште уче во селото Оздолени до 4-то оделение, а од 5-то до 8-то во селото Слатино. И тие денови и тој период од животот исто така беше убав. Тогаш особено во погорните класови, кога учевме во селото Слатино, добивавме весници како Наш свет, Кекец од Белград, Народна просвета, и со задоволство ги читав тие весници и подоцна во тој период и соработував, испраќав некои дописки од животот во Дебарца што се објавија, тоа се првите мои објавени работи. Подоцна како ученик во 8-то оделение правивме некои состави за како што тоа се работеше, што ќе бидам мојата идна професија. Тој состав беше награден на некое општинско ниво во Охрид и подоцна беше објавен во една книга "Сакам да бидам", некаде 64-та година. Гимназија учев во Струга и тој период од животот исто така го сметам за многу убав, затоа што тие младешки години во Струга тогаш убаво се живееше, стружани се добри луѓе. Јас живеев кај едни луѓе од Глобочица и мислам дека глобочичаните се најдобрите луѓе на светот и тој период од животот исто така посебно ми остана во сеќавање. Во средношколските денови во однос на творештвото се сеќавам на еден настап во Гевгелија на фестивал во Гевгелија, каде што го освоив првото место и меѓутоа во целиот овој период исто така не престана со интерес за фолклорот. Веројатно тоа ми беше уште од детството во гените, па тоа ми беше посебен интерес.
Мислам дека професорот Пенушлиски беше посебна личност, не само за мене, туку и за многу генерации негови студенти, на кои што посебно им влеваше интерес и знаење од областа на фолклорот. Тој беше човек што секому сакаше да помогне безрезервно и со совети и со книги што ги имаше од неговата библиотека и на разни други начини. Меѓутоа, како студент, јас работев во редакцијата на весникот Студентски збор, како што и други студенти тогаш работевме, една генерација. Во тој период испратив писмо во Институтот за фолклор и им понудив, некаде 70-та година, им понудив записи на народни умотворби од Дебарца и во Институтот добив инструкции како тоа се работи, дека тие треба да се снимени на магнетофон, потоа да се дешифрирани во 4 примероци и така натаму. И тука почна мојата соработка со Институтот за фолклор, што траеше неколку децении. Како од тие записи на народни умотворби што ги собирав во Дебарца, што ги бележев на разни празници и по разни поводи, подоцна ги објавив првите текстови од областа на фолклорот и етнологијата, да речеме за ѓурѓовденските обичаи, како настанале некои песни од Дебарца, за василичарските обичаи и така натаму. Значи, од тој период датира некаде од 72 година моите први посериозни текстови објавени во периодиката. Има голема разлика помеѓу запишувањето на народните умотворби во тој период, некаде 70-тите години и сега, затоа што тогаш селата во Дебарца беа полни со луѓе и во едно село кое ќе влезете со 100 возрастни луѓе, ќе најдете неколку талентирани раскажувачи или пеачи, бидејќи секој не може да кажува и да пее. Меѓутоа сега кога ќе појдете после 30 години во Дебарца, селата веќе немаат луѓе, иселени се, ќе најдете неколку старци од кои што не можете да најдете добар информатор. Инаку во тој период, 70-тите години, доста материјали запишав во повеќе села на Дебарца, особено во селата од Горна Дебарца. И се уште ми се во сеќавање, да речеме, песните што ми ги пееше еден Илинденец, Петре Лито од Арбиново, или приказните што ги кажуваше Ташко Вретовски од Врбјани, еден многу добар раскажувач. Жените што пееја за Кузман Капидан во Врбјани, во Сливово, во Мраморец и така натаму. Мислам дека многу материјали останаа незапишани, многу обичаи, многу песни, меѓутоа тоа е што е. Таа книга настана во еден подолг процес, неколку децении работа, истражување, собирање на материјал. Најпрвен имав една соработка со списанието Македонија, кога беше уредник Димитар Башевски, таму подоцна и Бошко Нацески, кога беше уредник, соработував и пишував за празниците, бидејќи за нашите луѓе во диаспората тоа се интересни материјали. Меѓутоа и во институтов, подоцна работејќи на обредните песни, исто така требаше да се проучат и обредите што се изведувале заедно со песните. И така настана таа книга која што ги опфаќа сите македонски празници од аспект на обичаите и песните, потоа сите македонски светители, потоа најразлични аспекти на празнувањето, се мисли само на празничните обичаи. Така, таа книга настана првото издание, потоа второто проширено издание
и мислам дека се уште единствена книга од тој карактер и со тие материјали. Инаку таа опфаќа материјали од цела етничка Македонија. Она што е најкарактеристично во празнувањето на празниците. Па видете, имам една книга со народни приказни од Демир Хисар. Тие приказни се од еден раскажувач од Слојштица и дедо Илија Кочовски беше прекрасен раскажувач. Он него запишав цела збирка народни приказни од овој крај. Потоа во една студија од 2 тома ги обработив лирските песни, македонската народна лирика. Имам книга за Стале Попов напишано. Тоа ми беше магистерска работа која што подоцна ја проширив со нови материјали за животот и делото на Стале Попов, а магистерската беше фолклорот во делото на Стале Попов. Така настана таа книга. Книгата на Клетва лек нема е моја докторска дисертација. Клетвите во македонското народно творештво ги проучував од сите аспекти. Објавив книга со наслов Митолошки приказни. Посебно ми беше интересно оние термини од античката култура, од античката литература што влегле во комуникација кај нашиот народ како пословични изрази, да речеме Танталови маки, Сизифова работа, Ахилова пета, Прокрустова постела и така натаму, низ приказни блиски, со јазик близок до помладите читатели, ја подготвив таа книга која што опфаќа 15 приказни од античката литература со термини кои што се среќаваат во нашиот живот. Инаку, заедно со професорот Закирија Незири од Филолошкиот факултет ја подготвивме книгата на Стерио Спасе, записи на народни песни од Мала Преспа. Таа книга Стерио Спасе ја запишал, песните ги запишал на македонски јазик и ги превел на албански јазик за читателите во Албанија, бидејќи тој живеел во Албанија. Меѓутоа, таа книга таму останала не објавена. Еден примерок од копието имаше во Институтот за историја и ние подготвивме оваа книга која што содржи богати фолклорни материјали од Мала Преспа, дел од Македонија што е во состав на Албанија. За секој истражувач е предизвик да работи со оригинали, дали архивски оригинали или оригинали на објавени материјали. Навистина, денеска е тешко ние да дојдеме до материјали што се објавени 1860 година или 1870-80 пред 100 и повеќе години. За мене како истражувач во фолклорот беше посебно интересирање или возбудување средбата со оригиналниот примерок на зборникот на Миладиновци. Од тука во 2000 година јас предложив во издавачкото предпријатие Култура да се објави фототипско издание на зборникот на Миладиновци, бидејќи кај нас го нема тоа. Ние во тоа време имавме изданија на Сердарот, да речеме фототипно издание, на Огледало на Пејчиновиќ, на некои дела на Крчовски, на Бели Мугри и така натаму, меѓутоа се уште немавме издание фототипно на зборникот на Миладиновци. Јас сметав дека тоа треба да се направи, предложив, издавачкото предпријатие Култура го прифати тој предлог и беше објавена таа книга која што предизвика доста реакции, меѓутоа зошто знаат тие што реагираат тогаш и што го пишуваат тоа, меѓутоа книгата навистина е интересна, е барана и е читана од читателите и колку што имам информации во книжарниците веќе е исцрпено тоа издание, така што се работи за едно ретко издание и за нас потребно во секој случај. Обичаите се уште се одржуваат, иако во обичаите гледаме многу нови елементи. Да речеме,
ако вие присуствувате на свадбата, ќе видите многу нови елементи, увезени, веројатно, од странство. Ќе видите ќе се пеат многу песни кои што не се во функција на обредот како што тоа порано се правело. Обичаите се изведуваат, гледате вие и при изведбата на коледарските обичаи, на Банник, да речеме, и во Скопје, и во другите градови, и при изведбата на водичарските обичаи со фрлањето на крстот. Обичаите се изведуваат, нешто е останато од минатото, меѓутоа многу елементи се и нови накалемени. Се разбира, треба да се стремиме кон изведување на автентичните обичаи, така како што тоа било во минатото, меѓутоа не може да се заштитиме или не може да се стави некоја забрана или на некој начин да се заштитиме од тие нови влијанија. Гледате сега, да речеме, празнувањето на Свети Трифун се преклопува со празнувањето на Свети Валентин, а тоа Свети Валентин не е празник од православната вера, меѓутоа некои интереси, да речеме, на трговците или на други некои елементи создаваат, на некои празници им се дава, на некои празнувања, некои обичаи им се дава поголемо значење. Значи, обичаите се изведуваат се уште таму каде што има луѓе, во селата, веќе селата што се испустени, кај што нема луѓе, не се изведуваат ни обичаи, меѓутоа тие постарите луѓе таму каде што ги има, се уште си ги изведуваат обичаите. И има многу традиционални елементи изворни, но има и многу ново создадени, ново компонирани, како да ги речеме, обичаи. А мене ми оставија впечаток од детството обичаите, да речеме, васеличарските обичаи, кога ние децата одевме, палевме огној во селото, потоа одевме по куќите, пеевме васеличарски песни, добивавме подароци. Ми остана во сеќавање и изведувањето на обичајот скрсти или покрсти на Ѓурѓовден или лити, уште се вика, кога се оди низ полето, се носат иконите и крстовите од црквата, се пеат песни крсти носам Бога, молам и така натаму да зароси ситна роса, кога се измолува дожд за плодна година. Меѓутоа, ми остана во сеќавање Ѓурѓовден и по друго нешто, кога ние, децата, одевме во едно место, Габер, што го викаме таму, една планина, каде што беревме лескови прачки и ги забодувавме во нивите, ги стававме на куќите, на плевните, тоа го викавме потка или запотнување. Обичај со верување дека таа потка или таа лескова гранка дека ќе ги штити и од болести, и од елементарни непогоди, и од други несреќи, и куќите, и плодот, нивите, посевите и така натаму. На Ѓурѓовден уште навечер жените одеја во ридот над селото, пееја билјарски песни и береја билки. Тоаш ми остана во сеќавање дека едно растение што се вика кукурек, самак, машки кукурек, бидејќи има и машки и женски кукурек, таму каде што има само еден корен, значи машки кукурек самак, го врзуваа со црвен конец и го оставаја ноќта да преноќи, а утрото рано пред сонце го откорнуваа со секоренот. Тој корен се сметаше дека е лековит и покрај тоа што става во крмата со кој што ги крмеја стоката, тој го чува и за лекување на говедата, кога ќе се разболи некое говедо, го лекува со тој корен од кукурек и тоа го вика спрежување, лекување на болни. Има многу обичаи кои што сум ги запаметил, да речеме зажнивањето, првиот сноп, првата ракатка, фрлањето на српот или фрлањето на вода за да биде полесна работата и така натаму. Многу се тие обичаи останале и во свеста и во подсвеста.
Во обичаите се преплетуваат многу паганските, битовите и христијанските елементи. Има многу нешто што е христијанска вера, меѓутоа има многу нешто и што е суеверие. Меѓутоа важно беше дека луѓето веруваа во тоа. Тие на жетва ќе се прекрстеа, ќе фрлеа вода напред и после работеа цел ден. Значи, обичаите, сите обичаи, и празничните, и работните обичаи, и другите, гледаме огромен дел на преплетување на повеќе слоеви на народната култура. И со благослови е исполнет народниот живот, од раѓањето на детето преку целиот негов живот, до свадбата, до и така натаму, сите трудови процеси, сите празници се исполнети со благословување. Во записите на македонски народни умотворби и од минатиот век, и од, кога велам минатиот, на 19-тиот век и од 20-тиот век, има премногу записи на благослови. Меѓутоа има исто така и многу записи на клетви. Сега клетвите, јас ги истражував клетвите во народното творештво, клетвите во народните песни, во народните приказни, клетвите како верувања, верувањето во клетвата, во исполнувањето на клетвата и така натаму. Зошто има тоа? Македонскиот народ живеел тежок живот во услови на робство, на окупација, на репресии и така натаму, на обесправениот, на послабиот му останува клетвата како последно оружје за одбрана од посилниот. Имаме записи кај Цепенков, да речеме, кога некој насилник од разбойниците, од качаците го малтретирал некое население, луѓето немале што излегле сите еден ден да го колнат, верувајќи дека со тоа ќе се спасат од него. Сакам да кажам дека клетвата, колку што е негативна во одреден елемент, набој негативен, толку била и позитивна во тоа што луѓето се воздржувале од правење на лоши дела. Така клетвата нашла место во разни пишувани документи, да речеме во правилниците на одредени еснафи, покрај правилата на однесување на крајот стоела клетва да биде проколнат тој што не се придржува кон тие. Во таа смисла е позитивната улога на клетвата. Или да речеме на многу книги, ракописи стари од средниот век по нашите цркви, што се чувале, има записи да биде проколнат од 318 свети отци од Никеја, тој што ќе ја украде книгата. Во таа смисла клетвата имала и некоја позитивна улога, бидејќи луѓето се воздржувале од правење на лоши работи. Кај народот постоела, да речеме, многу чести се родителските клетви. Клетвата на родителите кон децата, но и на децата кон родителите. Да речеме, мајката ги колни децата за непослушност, но ќерката ја колни мајката за тоа што ја омажила многу далеку, да не може да се види со роднините. Се смета дека е тешка татковата клетва, се вели таткото не колни, но кога ќе проколни, тоа е многу тешка клетва. Се смета за тешка кумовата клетва, затоа што кумот се смета за најблизок роднина, тој го крштевал детето и сега кумот е врската помеѓу човекот и Богот заштитник. И затоа кумовата клетва се смета за многу тешка клетва. Има многу клетви, да речеме, девојката го колне момчето што ја напуштило, или момчето ја колне девојката што го напуштила. Има за многу тешки клетви, се клетвите што ги разменуваат јатрвите. Особено има многу жестоки клетви што човек би помислил зарем дотаму може фантазијата да достигне во злобата. Приказните на Спиро Иванов од село Црско, Кичевско, еден дел од нив се објавени во Зборник за народни умотворенија во Софија 1908 година. Меѓутоа, подоцна најдов и други ракописи од него во ракопис приказни, кои што сега ги подготвувам за печат. Сметам дека тие приказни се најубавите македонски приказни, затоа што Спиро Иванов бил писмен човек на времето
во Софија, него го забележал Ефтим Спространов, кој тогаш бил уредник на зборникот за народни умотворби и го убедил да ги запише тие народни умотворби. Тој запишал поголем фонд народни умотворби, дел од нив се објавени, тие што ви велам, јас ги преобјавив во книгата Приказни од Црско, а новите приказни што ги пронајдов во архивите во Софија, сега ги подготвувам за објавување. Мислам дека не се превзема доволно, дека некако како да се нема слух за националните дисциплини, за националните работи, па во таа смисла и фолклорот. Имаме премногу останати записи на македонски народни умотворби кои што не се објавени. Меѓутоа, кога ќе се конкурира пред Министерствата за наука или за култура, како да се нема слух за тие работи. Инаку, единствено што може да се заштити е да се објави. Преработките, обработките натаму, стилизации и така натаму мора да тргнат од еден изворен материјал. Ние имаме прекрасни обработки на народни песни, меѓутоа тие се пак земени на некој изворен материјал. И така што мислам дека не му се посветува доволно внимание на македонскиот фолклор. Не само на онај што кај нас го има да се запишува и да се публикува, туку и на оние стари останати записи кои што треба да се објавуваат необјавените, но и да се преобјавуваат веќе објавените, затоа што ако некој материјал е објавен 1860 година, да речем, или 70-75 година, кога со него не може да комуницира ниту фолклористите и истражувачите, а што останало за пошироката публика. Галичката свадба си најде свое место и свое оправдување на своето постоење од повеќе аспекти. Меѓутоа, мислам дека ние имаме и други обичаи или некои традиционални форми на живење што можеме да ги прикажеме, а што се заборавени. Кај нас е сосема заборавено, да речеме, обичајот Додоле, кој на времето бил многу популарен и изведуван за молитва за дожд, еден пагански обичај. Кај нас е заборавен обичајот заштита од чума, да речеме, ткање чумино платно или заорување на синород. Заборавен е обичајот кошкање на децата на Лазаров ден, како и сите лазарски обичаи. Многу нешто од обичаите се заборавени, меѓутоа според записите на нашите фолклористи или етнолози од минатото, ние можеме да ги реконструираме и да ги направиме така како што се изведувале. Да речеме, Ѓорѓи Киселинов има еден прекрасен опис на обичајот Иванка, правење на кукла за Иван ден во Ресен, со сите детали на изведувањето на обичајот. Денеска тој обичај веќе никаде не се изведува, како и многу други обичаи што се заборавени. Меѓутоа, најдобро е тие да се опишат, да останат како запис, но и медиумите сега имаат можности тие и да бидат снимени на филмска лента, да бидат популаризирани во светот, да се види дека македонскиот народ низ вековите создал своји автентични форми на творештво и дека тоа е начин да се афирмира македонската посебност. Она што како дете сум го понесол во детството, во свеста и во подсвеста како дел од мојот живот, со работата во институтот ми се даде можност да го развивам и да го проучувам и да го направам достапно до пошироката публика. Во текот на овие години секако дека работам на повеќе проекти. Некои од нив се објавени во книги, како Народната лирика, да речеме, како овие делата на Антон Попстоилов, што ги објавив, на Спиро Иванов и некои други проекти. Меѓутоа, фолклорот е неисцрпно поле за истражување. Јас во овој момент работам на подготовка на една книга
со народни умотворби, записи од 19 и 20 век, народни умотворби од цела етничка Македонија, кои што не се објавени досега, пронајдени се во архивите. Меѓутоа, пак ќе речам, мислам дека доволно не се посветува внимание, затоа што еве веќе втора година како немаме проект нашето оделение за народна литература во овој институт, а има премногу материјал да се работи. Да речеме, исполненијата на танец, на синтезис или на даутовски не ми преча, напротив, представува нешто убаво доживување. Меѓутоа, да ви кажам дека има многу работи каде што се прави злоупотреба на фолклорот. Ја не сум музичар, да речеме, за музичките аспекти да зборувам на тоа, меѓутоа гледам дека премногу текстуално се злоупотребува, се менуваат текстовите, се дотеруваат, се прави нешто што во вистинска смисла е злосторство над фолклорот. Моментално работам над еден речник на народното творештво, каде што се надевам дека во една синтетизирана форма, низ одбрани одредници, ќе ги направам корисни и достапни до читателите и разни термини, собирачи, проблеми од фолклорот, од македонскиот фолклор и така натаму. Инаку, работам и на една антологија од 10 тома македонско народно творештво, жанровски антологии, каде што во одредени томови ќе бидат представени нашите песни, да речеме, во еден том обредните песни, во друг љубовните, во трет митолошките и така натаму, со приказните и кратките жанри. И мислам дека е тоа голем залак, голем проект, меѓутоа треба да се работи за да се направи, бидејќи кај нас такво нешто одамна нема. Една таква едиција на професорот Пеношлиски од 70-тите години одамна исцрпена, но во меѓувреме излегоа и многу нови материјали кои што исто така заслужуваат да бидат објавени. И како неостварена желба се уште, но се надевам дека ќе оствараме една книга за браќата Миладиновци, бидејќи кај нас има премногу информации, премногу контраверзи за Миладиновци, премногу филување на материјалите, премногу дотерување, меѓутоа Миладиновци заслужуваат една автентична, еден нивни поглед, бидејќи тие се и зародиш на нашата национална преродба, тие се, ја направија и програмата за собирање на народните умотворби и долги години, веќе век и половина, на нив се угледуваат многу фолклористи, многу собирачи, многу истражувачи. Ја целосно, точно тоа, целосно сум посветен на истражување на фолклорот, немам хоби никакво друго, тоа ми е и хоби и професија, читањето на народни умотворби, истражување, пишување, народни умотворби, обичаи, ги барам специфичностите, деталите во обичаите, нови мотиви во песните и така натаму. Мислам дека и семејството има доста заслуги за тоа, доста разбирање сум имал секогаш, бидејќи треба човек да се откаже од многу нешто, од многу викенди, од многу излегувања, од многу прошетки, бидејќи празниците и викендите некако како да ми се најдобри за работа. Кога вака ќе погледнеме на нас, значи од првите објавени текстови 72 година, помина повеќе од 30 години, јас сум задоволен од тоа што го направив. Објавив 30 на книги, 20 на авторски мои студии и уште 10 на преобјавувања, избори, редакции и така натаму, значи сум задоволен од тоа, иако сум имал многу препреки во животот. Меѓутоа, многу нешто останало за необјавено и нереализирано. Јас се надевам дека дел од тоа ќе реализирам, иако фолклорот има толку материјал што 3 животи да има човек, па не може сите планови да ги оствари.
it was mine.